Освен за ширење детска порнографија, МВР испитува дали јавната соба била користена и за проституција. Прашавме во обвинителството дали биле извршени претреси во домовите на сега веќе познатите лица од јавна соба, чии мобилни телефони се одземени, но дали биле проверени нивните компјутери од ОЈО не кажуваат. Прашавме дали кај нив постојат индиции дека групата на Телеграм била користена за проституција, но велат во моментов не можеле да откријат повеќе детали. Надлежниот јавен обвинител активно презема действија и вчера одржа работен состанок со представници од секторот за компјутерски криминал и дигитална форензика при Министерството за внатрешни работи и од единицата за економски и компјутерски криминал во СВР Скопје. На состанокот беа анализирани досега прибраните податоци и беа дадени насоки за следните чекори, кои треба да се преземат со цел утврдување на фактичката состојба и прибирање докази. Со оглед на тоа што се работи за предистражна постапка, обвинителството не е во можност да сподели повеќе детали околу сите действија што се преземаат. Јавна соба повеќе ја нема, но таа отвори многу прашања, на кои барем за сега нема да добиеме одговор. Случајот него работи обвинителството за голем организиран криминал, туку ОЈО Скопје, што е помалку чудно, бидејќи токму секторот за организиран криминал во МВР ја истражува групата на Телеграм, каде се објавува експлицитни фотографии и видеа од млади девојки, дел од нив и малолетни. Полицијата знае кој е креаторот и супервизорот на групата со псевдоним Медо, кој на сега веќе деактивираниот Facebook профил е потпишан вирус. Покрај него во групата имало и по 20 модератори и 20 администратори, кои исто како и Медо и се познати на полицијата. Во МВР досега само една жртва на јавна соба пријавила, додека пак како што каже министерката за труд и социјала Рашела Мизрахи, во нејзиното министерство за сега никој ништо не пријавил. Ни една од жртвите, односно нивните родители, не го има контактирано ова министерство, мене директно никој од нив. Јас сум згрозена од настаните. Реално не верував дека моралот и етиката во нашето општество ќе падне на толку ниско ниво. Меѓутоа, верувам во способноста и функционирањето на Министерството за внатрешни работи дека тие го водат процесот. Како што веќе објави Алфа, затворената јавна соба не е единствена група каде што беа споделувани експлицитни фотографии и видеоматеријали од македонски девојки. Уште 3 такви групи постоеле на веб-сајтот volafile.org.